искаме одговорност или повикување на одговорност на актуелните функционери во државен пазар инспекторат, локалните функционери во ДПИ, локалните началници, останати полициски функционери, ОУЈП раководители и така натаму за актуелни избори. Тоа значи дека секој еден кој што е поврзан директно или индиректно со предметниот кривично правен настан ќе биде повикан на одговорност. Со такви јавни изјави дали премиерот може да ја попречи ова истрага? Знаеме пред 2 дена кажа дека Папазов дал оставка само од морални причини, дека нема никаква одговорност, а тој е уапсен, веројатно не сте уапсиле за ништо. Мислам дека господине сам дадовте и прашање, сам дадовте и одговор. Очигледно дека действијата кои што ги превземаме по насока на јавниот обвинител се професионални, очигледно дека сето она кое што го имаме превземено во изминатиот период е целосно во рамки на законските овластувања кои што ги имаме. Нема овде наши ваши. Овде има луѓе кои што се одговорни, има луѓе кои што не се одговорни. Мораме да почитуваме процес на правда. Знаете, и сами рековте дека јавноста има право да ве следи будно поради тоа што се случуваше во минатото. Тоа го изјавува премиер на една држава, не го изјавувам ја. Прашањето е дали изјавата е во насока да се одбранат блиски луѓе на вашата партија, еве да бидам по... Апсолутно не, и тоа го докажуваме со дело. Тоа се докажува. Господин министер, и вие го кажавте истото на прашањата дента во Кочани, јас ве прашував за одговорностите на градоначалникот, ми убедувавте дека не е виновен, и вие го кажавте истото. Значи, согласно действија кои што се превземени од наша страна, во конкретен момент, согласно конкретни докази, сме превзеле конкретни чекори. Кога сме обезбедиле конкретни докази, поврзани со предмет на кривично правен настан за конкретни лица, на степен на основи на сомнение, сме подале кривична пријава. Кога ќе дојдат на степен на основано сомнение, ќе има обвинени. Прашањето на колегата е, ако вие како политичари тврдите дека нема одговорност кај никого пред да има истрага и да се пронеде степен основ за сомнение, вие претходно тврдите дека нема одговорност, дали тоа може да попречи на истрагата и да врши притисок и врз обвинителите и врз другите истражни органи? Ако ги земеме предвид и поранешните изјави на премиерот кои што се директен атак врз судството и обвинителството, мислам дека е нормално да се постави ова прашање и да се очекува дека ќе има влијание. Секој има право на свое мислење, ова е демократска држава, секој има право да си го каже своето мислење. Институциите се должни да работат согласно закон и тоа го покажуваме со дела, а не само со зборови. Колку пати кажавте дека системот е трул. Зошто сега да има јавноста доверба дека ќе успеете да победите во оваа битка со оглед дека тие се институционалните капацитети? Затоа што имаме чесен пристап, затоа што си ја сакаме Македонија и затоа што македонскиот народ е мудар народ и гледа разлика од претходно.